Здраво, Кика, како си? Здраво, одлична сум. Која е Кика Авиро? Кика Авеира е една девојка која што е доволно луда да мисли дека може да го смени светот. И со се што правам онлайн на социјалните медиуми се обидувам барем малкуцка, ако не 100%, барем 2% да сменам дали нечиво мислење или нечив ден на крајот на денот. Работам многу работи од видеомонтажа, графички дизајн, социјал медија, меѓутоа она по која што највеќе сум позната е социјалните медиуми, односно Инстаграм, каде што имам започнато body positivity движење и зборувам често за самодоверба, за mental health и така натака. Колку време го правиш тоа што го правиш? Активно со Инстаграм се занимавам или постирам ваков контент кој што постирам сега. Година и пол, нешто помалку од година и пол. Претходно постирав се што ќе ми текна и направив некаков фолоуинг, доста голема бројка на луѓе почаа да ме следат и сватив дека Инстаграмот како платформа е многу силна платформа и дефинитивно потребно е, ако веќе имаш одреден број на луѓе кои што те следат, да имаш што да кажеш, значи да допринесеш некако, а не само да постираме од плажа фотки и слично кои што немаат никаква вредност за луѓето кои што не следат. Што те инспирира и мотивира да го работиш тоа што го работиш? Со Инстаграмот најмногу ме мотивира фидбекот, односно луѓето кои што секојдневно ми пишуваат и гледам дека стварно има потреба од ова што го правам и од таков контент кај нас воопшто, пошто ретко се наоѓа. Така што најголема мотивација и инспирација ми се тие пораки кои што константно ги добивам во инбокс, кои што кажуваат: "Еј, браво, ова ми требаше да го слушнам денеска", или "Заради тебе не знам, имам сега поголема самодоверба", или не знам, "Заради тебе почнав да не ми е срам да излезам од дома без шминка", или такви некои работи. Така што тоа ми е најголемата мотивација. Кажи ми, Кика, кога последен пат се чувствувала среќна? Секој ден има моменти на среќа. Нормално е во текот на денот да имаме highs and lows, онака. Моменти кога не ни е баш окей, моменти кога сме среќни. Меѓутоа, како еден момент кога навистина онака застанав и си реков: леле, каква среќлика сум јас уствари. Тоа беше дефинитивно патувањето во Америка летово, каде што не знам, видов толку многу нови работи и бев толку многу инспирирана да продолжам и да работам понатака. И целата таа приказна околу тоа патување многу ме направи среќна, што правејќи го тоа што сакам да го правам, ета, стигнав и до толку далеку. Што е она што те прави различно од другите? Многу работи ме прават различно од другите, мислам дека. Ако кажам една работа, веројатно тоа би било искреноста. Се она што го правам онака со цело срце и без задни намери, без не знам, глуматање или представување на нешто што не е вистина. Дури моментите кога јас лично не се чувствувам така добро или самоуверено, дури тие моменти сакам да ги кажам обично на стори на Инстаграм и си кажувам, затоа што не е се така розово како што обично гледаме на Инстаграм, дека сите се среќни, сите се нашетани, убави, згодни, меѓутоа вистината и вистинскиот живот не е баш така како што го гледаме на Инстаграм и сакам и тие моменти да ги пласирам и да ги покажам. Доколку би можела да промениш една работа во Македонија, што тоа би било? Многу комплексно прашање. Една работа,
Може би менталитетот на луѓето. Затоа што мислам дека сите проблеми во една држава потекнуваат од самите луѓе. Значи не ни се криви властите или не знам појма неам селебритис или шо и да е. Мислам дека сите промени и сите проблеми започнуваат од луѓето и менталитетот е многу битен, така што можеби менталитетот би го сменила, а мислам дека и со ова што го правам, со сето тоа што го правам на Инстаграм, се обидувам барем малку да допрам до луѓето и можеби да сменам нечие мислење или да можеби се го сменам тој менталитет. Како може да те пронајдеме на социјалните медиуми? Најмногу сум активна на Инстаграм, Кика Авеира, нели споено, без точки запреки. И исто така на YouTube, исто Кика Авеира, заедно споено. Тоа ми се двете најглавни платформи кои што ги користам. Фала ти што беше дел од овој проект. Фала ти многу. Се надевам дека понатаму ќе има и уште проекти и ќе бидам пак дел од некој проект.